Власта вети внесување на бугарите во уставот без да се консултира со никого. Па сега, откако се чини дека нема да успеат да ги реализираат уставните измени, вината ја префрлаат кај опозицијата. Министерот Бујар Османи вина не гледа ни во себе, ни во владата. Единствен виновник според него е опозицијата. А зошто вина не гледаат во себе, особено оти како услов прифатија нешто што најверојатно не може да го исполнат? Османи без суштински одговор. Ја употреби неколку пати повторената фраза: уставните измени била во наша корист. Опциите беа две и се две. Уставни измени или историски прашања. Комисија за историски прашања. Ние сметавме и сме убедени дека ова е нашиот интерес. Уставни измени, бугарска малцинска заедница од 3500 со сите права кои што ги уживаат во државата, бидејќи тоа е најдобриот наш белег пред светот, правата на заедниците. Османи, како и Ковачевски, е уверен дека уставните измени ќе се случале. Вели дека разговарат и со пратеници од другите партии, чии раководства не се согласувале со уставните измени. И е убеден дека ќе соберат доволно пратеници. Сепак не одговори колку точно пратеници убедиле. И ако е навистина така, зошто уставните измени се уште не се најдоа во собранието? Мислам дека премиерот даде конкретна изјава и рече дека за кратко време ќе бидат пратени предлозите. Сега ние се разбира сме политичка влада и ги пресметуваме сите аспекти. Даваме простор за продолжување на политичките разговори, се координираме со парламентот по однос на внатрешните процедури во парламентот, го сетираме тајмингот за да помогне во дебатата и така да нема некоја конспирација позади пресметување на денот кога ќе ги пратиме предлозите. Министерот за надворешни ја искритикува изјавата на претседателот на ВМРО Депомене Мицкоски, кој рече дека ја прекинува комуникацијата со владата, освен за организирање избори. А токму изборите, барем како што тврдат дел од аналитичарите, се единственото решение за крај на политичката криза во Македонија. Оти Македонија се почесто добива критики од меѓународната заедница. Последната, многу директна и јасна порака, беше она од американската амбасадорка Агелер. Таа рече дека е разочарана, особено од состојбите во судството. Сите вие заслужувате општество, судство, влада, чии постапки се транспарентни и ви служат вам, на граѓаните. Тоа е камен темелник на фер и функционална демократија, порача Агелер.